Професорке Најчевска, вчера имаше предлог од опозицијската ВМРО ДПМН за технички министер за внатрешни работи, лице кое е активно во армијата на Македонија. Дали е тоа преседан и дали е дозволено со оглед дека они велат дека такви преседани имало и порано? Значи, прво не е преседан, заради тоа што кај нас и законите и уставот бескрупулозно се кршат од секоја владеачка структура која што ќе помисли дека неказниво може тоа да го направи. Значи, и во минатото имало неколку случаи, како со Љубомир Михајловски, како што беше Силјан Аврамовски и слично, кои што биле назначени на позицијата министер од место кое што представувало дел од она што го сметаме за професионален ангажман во полицијата, односно сега во армијата. Меѓутоа, не може да се воспостави преседан на кршење на устав. Значи, уставот или се менува во соодветна процедура, тоа може да го направи само собранието, или пак се крши што треба да биде казниво и тоа многу јасно и многу изрично, за да не се повторуваат вакви ситуации како оваа денешната. Вчера од страна на премиерот Заев и лидер на СДСМ беше кажано дека предходните такви назначувања, дека тие лица биле овластени лица, дека не биле униформирани. Се цитира и законот за полиција, каде што се кажува, каде што се прави разлика меѓу униформирани цивилни лица во полицијата. Значи, тоа што го кажува премиерот воопшто не е точно. Значи, цивилни лица во полицијата и во армијата се само многу ограничен број на луѓе кои што работат на шалтери, кои што работат со странки и кои што не се носители на таков вид на овластување, кои што значи можност за употреба на сила. Значи, сите овластени лица имаат право, исто како и секој полицаец, да бидат инволвирани во активности кои што значат легална или легитимна употреба на сила. Во тој момент тие веќе престануваат да бидат цивили. Така што ова е за мене измотавање со правото и е срамен изговор за она што претходно представувало прекршување на уставот. Се повикува на преседани од минатото и се создава една клима во Македонија дека еднаш ако се направи некаков преседан или кршење на уставот, дека потоа е дозволено тоа повторно да се прави. Како би го објасниле вие тоа? Па јас би поставила едно прашање, доколку некој некого убие и како преседан се прифати дека тоа што е направено, иако е убиство, не е убиство, дали тоа ќе значи дека во иднина нема да важи веќе кривичниот законник и нема да важат одредбите и казните за убиство. Не постои такво нешто, преседан на кршење на уставот. Или се крши уставот, или не се крши уставот. Кога се крши уставот, тоа треба да биде соодветно санкционирано. Доколку воведеме вакви преседани, ние сме престанале да бидеме држава во која што собранието ја има највисоката власт и сме добиле автократска држава во која што премиерот е нешто меѓу автократ и крал. Во минатото Хелсиншки комитет има покренато пред Уставниот суд токму по ова прашање, отспитување на уставноста на ваквите именувања, но Уставниот суд се има прогласено за ненадлежен. Заради тоа што ние немаме уставен суд, туку имаме збирштина од луѓе кои што носат тоги на уставни судии, а кои што се во служба на моменталната, актуелна, било која власт. Значи, многу одамна во Македонија нема уставен суд и уставни судии и се додека не го добиеме тоа, ние нема да добиеме и заштита на уставот. Како го толкувате овој потек на ВМРО ДПМН? Толку ли они не биле свесни при или не провериле според вас при носењето на ваква една одлука дека е спротивно на уставот и кој би бил нивниот мотив? Значи, не мислам дека не биле свесни, таму има и професорки по уставно право и професори по уставно право и луѓе кои што навистина се разбираат од правото, значи тоа се прави заради тоа што некој друг го направил, значи можам и јас. Мотивот е мерење на силите, односно да можат да го извадат валканиот веш на другиот и мислам дека има чисто политичка позадина во која што треба да се види дали ќе им пројде нешто вакво.
И последното прашање, во ваква конотација политичка каква што сме, ваква одлука и ваква ситуација, дали може да доведе кон одложување на избори, неформирање на техничка влада и една нова политичка криза во земја? Па јас не верувам, да ви кажам, бидејќи и изборите и се друго што не се случува моментално во државата е едноставно пазар меѓу партиите. И мислам дека во позадина тече тоа пазарување и тоа на најнизок можен начин, значи и едноставно доколку дојде одложување на изборите, тоа воопшто нема да биде заради некој правен проблем и заради тоа што некој сака да го заштити уставот или законите, туку заради тоа што така се испазариле политичките партии.